Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата и ваша емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска со вас ќе поминеме 30 минути со позитивна енергија, убава гостинка, убав специјалитет и се разбира, како многу пати велам јас, со многу позитивност и многу љубов од вас, ќе возвратиме и ние од овде. На самиот почеток, кога ги поздравуваме нашите гледачи, ги поздравуваме и нашите пријатели на емисијата. Поздрав до нашите пријатели од Стокомак. Ќе погледнеме дел од производите кои што се на нашата полица. Тоа се еден мал дел на производи од Стокомак, но оние кои што вам ви се потребни за вашето домаќинство и се што вам ви е потребно, ќе пронајдете во големите маркети на Стокомак, кои што ги има ширум нашата ни убава Македонија. Ете да ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, налепници обоени во црвено, така се и на рафтовите, значи посебни рафтови или засебни, на кои што има само исклучително производи од македонско потекло. Купувајќи ги производите со македонско потекло, ги стимулирате македонските производители. Затоа, купувајте македонски производи, да им посакаме берикетна година на нашите производители, а на сите вас добар апетит. Да ги поздравиме нашите пријатели од мини трговскиот центар МОС. Се наоѓа на самата Пластичарска улица до самиот мост во тој мини трговски центар. Многу пати сакам да кажам дека можете да најдете од едно мало лажиче за кафе па се до елементи за мебел. Значи и убави теписи, стази за вашиот дом, убави лустери за украсување, убави сетови за јадење, убави перничиња за вашата тераса, на вистина убави гарнитури. И за да не ви објаснувам повеќе, посетете ги. Имаат собствен паркинг, можете подолго време да присуствувате и да видите баш се што има. Јас многу пати бев и мислам дека се уште се немам видено. Затоа, посетете ги во МОС, а јас ги поздравувам. Да си ги поздравиме и пријателите од ПК Беско. Незаменливи ПК Беско сувомеснати производи. Не верувам дека некој не ги вкусил производите на ПК Беско, па затоа секогаш велиме дека совршен квалитет и кој да го одбереме од овие производи нема да погрешиме. Поздрав до пријателите од ПК Беско, а сите оние кои што можеби во овој момент доручкуваат, се извинувам, ручаат, нека им биде на здравје, затоа што навистина се вкусни и убави производите на ПК Беско. Знам дека денеска сте љубопитни каков ли специјалитет ќе направиме, но денеска јас ќе бидам само прашувалко и асистент. Верувајте ми, за моје големо задоволство и моја голема радост, денеска во нашата емисија имаме една млада, преубава дама, актер. И за сето тоа што и како не се е интересирало во нејзиниот живот и дојде до актерството, ќе ни каже самата таа прекрасната Ема Давчева. Повели, Ема, добре ми дојде душа. Прекрасна душа. Добре ми дојде. Како си ми ти, убаво ми изгледаш. Ви благодарам, вие како сте? Како бебенце. Благодарам. Малку поголемо бебенце. Добро, едвај чекав да започнеме и да го направиме овој специјалитет кој што сакаше ти да го направиш. Да. Интересен. Брз, едноставен и вкусен. Дали го правиш за себе постојано или... Па го правам и за себе и за домашните, за сите. Како велиме, тоа е специјалитет кој што баш ако се сетиш дека чувствуваш глад, веднаш можеш да го направиш. Па дефинитивно тоа е. Затоа што е за кратко време. Да. Ние поставивме водата да врие, бидејќи треба да поставиме шпагети. Можеме да ги ставиме? Можеме веќе. Овие се исто така убави тенки шпагети од нашите пријатели од Стокомак. Ајде. И можеш да поставиш колку мислиш ти. Ќе ги ставиме сите. Сакаш да ги поставиме сите? Да. Добро. Така. Ги редиш ли вака како им велам ја, леле уметнички? Ете така ќе се спуштат самите. Самите ќе се спуштат.
Значи ги правиме прво шпагетите, а потоа се додаваат другите елементи кои што сакаш. Да. Ставаме масло во тавата и потоа ставаме кромит, па лукчето, туната и од кога се тоа ќе се пропржи, додаваме доматно пире. Да не е малку водичка да додадеме од бокалот? Па може да додадеме. Позади тебе, а јас ќе ти помогнам со температурата, кога се двете овде садови малку ни прави проблем. Добро, Ми се доволно. љути пријателот Шпорет. Вели, зошто ме товаривте толку многу? Сега е вклучена? Двете сакаш да го пропржиме веднаш? Па вие како Добро. мислите? Ајде. Викај си ме тетка Дракче, на ти, Добро. зашто полесно ќе ти биде и тебе и мене. Сега, добро е. Двете се на позголемена температура. Ајде. Исто? Еве, имаме на 7. Добро. Можеш да си додадеш масло, Еве. да започнеме со кромидот и лукчето и да си правиме муабет, како се вели она што гледачите најмногу ќе ги интересира за тебе. Љубовта кон актерството. Да. Ти дојде сама од себе? Па сосема случајно. Така? Мислам, бев многу мала, на некои 7 години. И случајно на наши пријатели, ќерката нивна беше запишана во детско драмско студио кај така. Магдалена Ризова, Маги. И дема кајде да пробам и јас. Маги, и некако вака, за Маги. Поздрав За до Маги. Маги, срце за Маги е златно. Некако ми се вроди таа љубов и до денеска се уште се негува. Сосема случајно во детското драмско, таму идев па скоро 12-13 години, израснав буквално. Заедно со сите деца. Со сите деца и поминати, отпишани, запишани и Маги беше тука, не се менуваше постојано. Мислам, со неја израснав буквално. Многу е интересно, баш тој, ете, убав момент за да им кажеме, постојано ќе прашуваат повозрасните, леле бе, како ги учат тие деца на туги татковци да викаат тато, на туги мајки да викаат мамо, да глумат плачење, смење, љутење. И па, тоа е усовршување. Усовршување на некој начин, да. И Беше ли мачно на почетокот? Па мачно, повеќе го гледавме како од забава. Забава, да, така, бидејќи да. бевме премногу мали, но потоа како почнувавме да растеме, почнав јас да разбирам дека веројатно е тоа што навистина го сакам да го правам, да. Ете така. Сега кромидот можеме да го додадеме. Затоа што на лукчето многу малку му Да. треба. Можеме да после кромидот да додадеме туната па лукчето да го додадеме. Добро. Јас мислев на крајот ја додаваш туната, но како си го правиш дома, така ќе го направиме и овде. Полека само и без грижа имаме време, барем за овој специјалитет. Да. Ете така, не е многу топло. Не, добро е, доволно. Доволно е. Повеќе ми се битни шпагетите да ни бидат побрзо. За да бидат. Со што можеме да ги промешаме шпагетите? Имаме други лажичиња. Еве, повели. Значи, имаме лажички по избор, Со тоа? па имаме и штипалки кои Може со ова? може и со тоа, полека. Ете така. Ајде, како тебе ти е згодно, така Еве, нека вака. биде. Малце ќе ги спуштиме Сакаш надолу. малку да побрзо да бидат. Ете така. Па и тука минутите ни се бројат, Ема. Така? Знаеш самата, нели, кога исто како во една серија, кога настапувате, знаете колку минути трае и таа треба да биде завршена за самите тие минути. И двете ги појачувам за да ти бидат. Ете така. Добро. Ова на 8 да ја ставиме? Може и таа. Ете. Сакам да не ти изгори кромитчето, да биде добро, но за да бидеме во Добро, јас ова во домашна атмосфера многу поопуштено го правам. Значи, а сега тука внимавам да како не прво едно по испрскам, едно. да не ми спадне нешто. Не, немој да се грижиш, сепак, ете, тука сме заеднички, па и нормално е нешто и да се случи, но еве имаме пофалници од нашите гледачи дека навистина имаме екстра педантна кујна. Да. И секојаш Тоа е педантно точно. се работи и сите тоа го гледаат.
па и ти како наш гледач, нели, на екраните гледаш дека вистински е она што го кажуваат. И така, значи, од детенце до сега, веќе полнолетна, стана актер. Да, дипломирана на факултетот за драмски уметности во класата на Сузана Киранџиска и Кристина Лиловац. Навистина едни 4 години презабавни и превозбудливи. И трпение. И трпение, дефинитивно, да. И тоа постојано се негува, секојдневно, со истражување, со наблюдување, со читање, со гледање и тоа е тоа. Да. И сега веќе не би ја менувала професијата со ни една друга. Знам дека како девојчиња, нели, кога одиме во училиште или како деца дома, сакаме да бидеме докторки, па учителки, па актерки исто така, да глумиме некој што ни е омилен лик. Имаш ли ти лик од детството? Па, искрено, сега моментално не можам да се сетам. Ама сигурно некој што те привлекол внимание и сакаш да изгледаш како него. Да. И тоа, сега моментално со Театар Хит. Така. Работиме детски представи, веќе 2 години работам со нив. И затоа сте постојано во движење. Да, буквално во движење цело време. Со Сашо Ристовски, Маги, Ризова Черних и Бранко Атанасов. И Бранко, да ги поздравиме целиот тим. Уште Бранко го чекаме овде. Бранко не бил. Да, тој сака да готви, може да го викне. И затоа ќе ни дојде Бранко. Да. И со детски представи сме низ цела Македонија, речиси. Презабавно ни е, преубаво. Публика има? Публика има, децата се на вистина најискрената публика што може секој да си што работи со оваа професија. Мислам дека сите ќе се сложат со тоа, бидејќи е најискреното од нив да добиваме. Тие аплаудираат кога им е нешто убаво, се смеат на глас кога е интересно. Буквално вистинските реакции на точното место во точно време ги имаат. И тоа, имаме Црвенка па работевме, сега моментално завршуваме со Маги речи, имате модерна Црвенка, имаме па сега малку модерна. Да, малку изменето, бидејќи дечињата да не се плашат, малку е променето, не ја јаде. Да, ни бабата, ни Црвенка, па туку се заклучени во подрумот, да речеме. Да, но потоа сето тоа на крајот завршува срекно. Ете како можело да се смени приказката во 21-виот век. Да, а буквално кога одиме во градинките, децата имаат веќе представа како би изгледало волкот, целата приказна како што ја знаат. Како се преправа дека е баба. И кога ќе почне представата, се така останати со устињата отворени. Да, дека има промени, дека може и на друг начин да биде тоа и баш се соживуваат и на крајот сите се среќни и задоволни. Затоа што е убаво. Можеш уште малку да ги симнеш шпагетите, бидејќи гледам веќе ти се така. Чекај вака да направиме. Можеме. Да не испрљаме кујната. Не, па ќе ја средиме на крај, па зошто сме ние тука, не е никаков проблем. Браво. Може вака. Уште малку, доволно им се 5 минути за да бидат, потоа ќе ги председиме и нели ги сервираме. Ги сервираме. Уште 1 минута ти е потребно за кромидот. Да. Пошто почна да заруменува. Да. Ја не знам точно од око кажувам, вака од 1 минута. Па го гледам јас веќе научив и на минути, бидејќи тука колегите, ајде имаме само уште 3 минути, имаме уште 2 минути, брзај. Да, еве го зацрвенува. Па така, да. Веќе да. Сега завршуваме за месецов, завршуваме со представата Шумската принцеза. И тоа е исто убаво? Да, прекрасна представа, да, забавна, многу музика, играње, поука, се извлекува, мислам, дефинитивно од секоја представа. Многу убави костими. Да, супер костими. Многу убаво, да. И завршуваме со таа и сега за летово се спремаме со Царството на другарството, кое што ќе биде вечерни ќе биде. Тие исто така детска представа.
за дечиња исто така низ цела Македонија преку летото да може да Сакате се да бидат забавуваат, Охрид, во Охрид Да, или таму да. некаде покрај езеро. Одиме со рибата или со лукчето? Може да ја ставиме рибата. Добро, повели. Еве. Ќе ти асистирам. Ја додаваме туната. Додаваме туната. Се така лесно. Со новите садови од пријателите од Мост. Многу се прекрасни. А туната од стокомак, шпагетите од стокомак, значи многу ни е тука убаво кога си готвиме Така? со нашите пријатели, убаво да изгледа. Ова ќе го повлечам бидејќи не ни е потребно повеќе. Добро. И така, И значи сега туната ја пропржуваме ќе ја пропражиме. да добие боичка малку. Имаш ли во тебе жар, желба да бидеш во филм? Па да. Пошто Не сум сите актери тоа го посакуваат. Да. Како врв на својата работа. Сум снимала реклами и некои слични или такви работи, но на филм уште не сум се Мислам, млада си. на филм, ама нешто пролазно да речеме. Така ли, не толку важна или главна не толку улога? важно. И искрено би сакала да пробам и таму да доживеам едно поразлично искуство, бидејќи мислам сигурно дефинитивно дека е многу поразлично во театарот кога се игра во моментот, а Так. тука на сет на филм е Јас очекувам да те видам во Друго. некоја главна улога, бидејќи имаш толку Се убаво надевам. лице, кое што баш е забележително и би требало да биде во една од тие ви убави благодарам. главни улоги. Ви благодарам. Како што кажа, овде си над синхронизација, Да. така и нас. Да. И Започнав со синхронизирање сега пред неколку месеци. И исто така интересно нешто. интересно, доживување. да, едно ново искуство каде што на почетокот ми личеше прекомплицирано дека е. Но нели нормално со тренинг, со почести денови на синхронизирање се со праксата си На доаѓаме мониторот до ги гледаш точно што чувствата треба, на да. актерот, долу е веќе преводот кој што треба да го читаш, но Да. треба да се соживееш, не е тоа при Да. стихотворба. Не е само така да се каже, туку буквално треба се преку доживее. нивните емоции, да, што ги гледаме на екранот, да ги доживееме и да го изработиме баш онака реално да Како што треба. изгледа, да. Одлично. Добро, ова добро изгледа. Убаво изгледа до сега. Да. Супер ни оди. Да. И муабетот и специјалитетот. Да. И се синхронизирам тука во Канал 5. Сега започнав и со уште една серија. Треба да почне да се емитува. Да. Ја очекуваме со нетрпение, Со бидејќи јас ги нетрпение. сакам. Гледате? Си ги гледам, да. Кога имам време, навремено ги гледам, ако не после полнок, кога одат репризните Така. изданија и ги гледам. За да ве фати дремка да заспиете не, или? едноставно обожувам да ги гледам и така ми е убаво, убаво. Еве, ова добро е. И многу сакам да ги баш слушам нашите актери. Еве лукчето Сега ќе го додадеме. и да го доближам овој Ќе го сос. ставиме. Сега го додаваме лукот. Така, зашто готово е, веќе рибата е Да. добро средена. Опа, почна да прска ова малце. Не сум строга. Ема не сум строга. Не сте. Не Може сум да го строга. намалам? Може, како не. Еве вака. Бидејќи заедно ли ги додаваш во тавчето и макароните, потоа? Па, шпагетите, сега шпагетите. шпагети. Не. Си ги, нели, посебно ги варам, туната ја завршувам на крајот со сосот и потоа во тањер си ги сервирам. Си ги сервираш посебно, добро. Бидејќи некогаш може да има помалку соса, повеќе шпагети, па да не ми е доволно Да сос. не ти изгледа убаво. Добро, Да. вака убаво изгледа, мислам дека веќе и можеме да го додадеме. Ке го додадеме. Не те прашав, можеш и престилки имаме овде? Па, јас без престилка дома готвам, така да нема проблем. Сега додаваме. На тивко ќе оди, нема ова да прска. Да. Така, добро ќе биде. Ете така. Одлично. Го промешуваме и
да си крчка. И како мала, освен актер, што сакаше да бидеш? Учителка или докторка? Па немав Немаше моите посебно. Не. бабите. Бабите? Тие беа така, кога ќе порасне докторка да биде, но нели нормално кога видеа дека не ми оди на така патот. Да, сега сум глумицата нивна. Така си е. Нашата глумица. Имав моменти кога одев на одбојка, нели, Добро, како спортот, хоби, и тоа е спорт добро. некој, да, но глумата ви кажувам буквално од 7 години кога започнав, не се промени тоа и постојано секоја година се поредовно и поредовно И желбата се поголема и пораснува, се поголема. поголема. Да. Па морам да ти кажам, бидејќи јас сум баба на 5 внучиња и како одат годините нагоре, сите сакаме внуците да ни бидат доктори. Па да. Затоа што болестите си доаѓаат со годините. Да ги лечи внуката. Ете така, да. Тоа Одлично. со драмското, да, навистина многу убаво Дружење. да, пријателства буквално за цел живот. До ден денеска се учи од повозрасните актери? комуницираме, да, од повозрасните актери. Имавме можност да не викнаа во детска представа во Македонскиот народен театар, Авантурите на Аладин се викаше. Така. Да, во режија на Бојан Трифуновски и ние од драмското кај Маги бевме превозбудени дека ќе играме со глумците на возрастни познати наши актери, така. Актери, да. И навистина тоа е едно искуство за цел живот што ќе го паметиме. Интересно. Да. Одлично. Значи, Еве, тоа е убавината што велиме и несебичното пренесување на знаење од колегите со кои што работиш. Да, Тоа е навистина убаво. Може да додадеме сега зачини? Можеме, еве, овде Ќе имаш ставиме сол, сур сол. зачин. Може вака да ги... Можеш. Полека, ето така, не се плаши, се си Да. има тука место Чекајте вака. со златната лажичка. Со златна. Ето така. Вака солца. И ми е мило што работиш со навистина несебични луѓе. Да. Несебични луѓе. Кои што само Аха, ова вака. полека. Додаваме сув зачин. Можеш дури и да го искучиш веќе. Можам да го Можеш исклучам? да го искучиш, зашто е готов густ. Ете така. Орегано. Имаш орегано, Еве само го. повлечи го, така, нагоре. Да не... Јас веќе сите на Истирам нешто. памет Со ги што да знам. ставам? Можеме и со овие лажичките, Добра. позајмени. Позајмени лажички. Тука некој сака љуто да биде, па си додаваат и чили, но ако... Ставаме бибер. Бибер додади, еве ти Каде? бибер. Еве го биберот. Аха, добра. Можеш да си додадеш и бибер. Малце. Јас така? во се ставам. Само не во сутлија, што ти не може во сутлијаш бибер. Инаку баш додавам во се. Еве го, супер изгледа. Одлично, одлично. Браво. Браво. Тоа е веќе исклучено и нема и грижа, само да Да ги го провериме, размешаме ради зачинот. да ги провериме шпагетите и да ги прецедиме, ќе ни требаат. Може. Може да ги исклучиме и нив. веќе, Добро. бидејќи се мислам дека Готови. Да, можеш. Еве вака. Ајде, јас ќе ти ја поставам цедалката во нашиот судопер, за да можеш да ги прецедиш, а јас да го читам рецептот на денот. Ајде да го видиме рецептот на денот. Шпагети со туна. 1 пакетче шпагети, 1 главица кромит, 1 до 2 чешниња лук, 500 мл томато сос, 200 до 300 грама туна на парчиња, сол, бибер, сув зачин, орегано и босилок по вкус. Значи, зачините по вкус, има веќе си готова, спремна, готова. уште да ги Се надеваме сервираме. вкусно. Па ќе ни кажат колегите на крај. Да. Ова е чинијата во која што планиравме да ги сервираме. Дали ти е потребна друга лажица или Ке ни со треба за штипавка сосот. или за сосот? Ете. Добро, можеме и со овие убави Може. кутлачи.
Да ставам колку што мислам? Колку што мислиш. Добро. Може. Ајде. Оп. Опа, што убаво изгледаат. Ето така. И уште малце. Добро. Добро. Одлично. Ете ги. Па добро, можеме да ги повлечеме, потоа колегите нека си додаваат, Да, доволни да. се овие, тука додаде сега. Сега сосот да си го ставиме. Одлично. Така. Да не Еве ти направиме. лажичка. Си додаваме Шо колку вкусно што мирисе, сакаме. знаеш. Многу вкусно. Од убаво девојче, убав рецепт и мора да се изеде до крај. Одлично. Еве вака. Браво. Одлично. И јас да ги подготвам подароците. Се надевам ќе ви се допадне. Ова изгледа преубаво. И вкусно мириса и како што реков од убаво девојче и убав рецепт. Ви благодарам. Беше ли лесно со нас овде? Беше лесно. Навистина прекрасно, лесно и многу брзо времето Брзо ми ни помина. И се направи како што треба. Мислев цело време нешто да не погрешам во додавање. Не, педантно, чисто и многу убаво. Нашите пријатели од МОС ти подаруваат ваучер. Ви благодарам. Внатре е ваучерот со кој што можеш да одиш во мини трговскиот центар, да си одбереш нешто што ќе те подсетува на ова наше другарување. Многу ви благодарам. И Супер, пријателите од одлично. ПК Беско, комплет производи од ПК Беско, заедно со пријателите, па и дома со домашните. Може, да. Да. Ручек. Одлично. Повторно Ема направи ручек дома. Да, ви благодарам многу. Навистина Од како дома и прекрасна атмосфера. Ви благодарам што ме Јас со срце ми поканивте ти и што бев благодарам. дел со вас. Ете, така, тоа беше нашата Ема, навистина интересно, убаво, пријатно. Јас се чувствував подмладено денеска. Се надевам дека, драги мои, ви бевме интересни. Ми останува да ве поздравам и да ви кажам, ве сакам.